Имаш ќерка која што е млада, 22 години, која што веќе и самата почнува да се занимава со нешто вакво. Како ти изгледа, дали младите повеќе, да кажеме, ги интересира вакво водење на бизнис? Гледаме многу иницијативи на интернет каде што зборуваат за, да кажеме, проблемите на кои што традиционално некои работи се правеле, па младите некако како да сакаат да направат комбинација за тоа што нив им значи лично и да прават пари од тоа. Да. Да заработуваат од тоа. Да, ќерка ми социјалното предпријатие Округ кое што го споменав, дел од основачите е мојата ќерка. Тоа се претежно, не претежно, туку се млади луѓе, тоа е пред се здруженија за млади кои што има цел да создаде подобри услови за одржливост кај младите и да ги едуцира младите како побрзо до финансиска независност од било кој. Сите се студенти, сите се многу добри студенти, со многу високи просеци, многу посветени на тоа што го учат како прв избор на занимање, меѓутоа сите се и предприемачи. Во себе го имаат и тој дух. Всушност од нив е идејата за предселекција на отпадот од храна. Они го дадоа тоа како идеја. Да, супер, правиме компости, правиме производи кои што се за земјоделие или агрокултура, меѓутоа, ајде да видиме дали може да правиме и нешто друго. И во моментот кога презентира идејата за есенцијалното масло од портокал и од цитруси и за другите производи од таа палета, презентира уште 3-4 други кои што верувам цврсто дека ќе ги остварат и ќе ги развијат. И многу сум срекна што гледаат дека може да се заработува, додека се прави добро во општеството и дека не мора секогаш да се граби по кариера и дека морам секогаш да бидам на врвот и дека мора секогаш се нај, без при тоа да не ги гледам моите постапки по патот. Се многу, како да кажам, обзирни, внимателни млади луѓе. Да, и сум срекна што се заедно со нас.